Ако ме прашаше некој пред полуфиналните надпревари кој ќе игра во големото финале на светското првенство, ќе кажев Франција и Англија. И ќе погрешив. Но, ако не следевте од почетокот на шампионатот, ќе знаевте дека прв фаворит за освојување на титулата ми беше Шпанија. Во видеото на Кладење.мк пред почетокот на Мундијалот ги кажав моите топ фаворити за освојување на шампионатот. Топ фаворит беше Шпанија. Така да може да се каже дека ова светско првенство од наш аспект помина доста успешно. Дечки, стигнавме до крајот на светското првенство. Со ова видео ќе го комплетираме повеќе од месец дена периодот за време на надпреварите на светскиот шампионат. И сега, она што го очекува да биде големо финале, Франција и Англија ќе биде надпревар за трето место. Во финалето играат Шпанија и Аргентина. Ова се два надпревари кои што не смеете да ги пропуштите. Ајде прво за надпреварот за третото место. Немојте да очекувате дека ќе биде кој знае како фудбал, без разлика што играат Франција и Англија. Двете селекции се разочарани. Двете селекции сака пласма во финалето и двете селекции се надеваа дека ќе го подигнат трофеот. Колку тоа разочарување ќе влие на нивната игра за битката за трето место, ќе видиме во сабота. Веројатно ќе има и промени во составите на двете екипи, а особено важи за Англија. Затоа е тешко да се предвиди како ќе заврши надпреварот. Во секој случај, можеме да очекуваме голови на двете страни, затоа најдобар предлог би било гол-гол. Ако треба да изберам победник, тоа дефинитивно ќе биде Франција. Погнато на тоа што дел од најдобрите играчи нема да играат во двата тима, сепак очекувам дека оние што ќе добијат шанса и што имаа шансата помалку за време на шампионатот, ќе се обидат да ја оправдаат. Така да сепак ќе биде интересен надпревар. Одиме со големото финале. Шпанија, Аргентина. Кец. Може да одиграте кец, може да одиграте гол-гол, може да одиграте прво полувреме X. Овие сите три типови ми се некако привлечни. Што можеме да очекуваме на овој надпревар? Шпанија ќе го диктира темпото на игра, како и на сите надпревари до сега. Ама Аргентина покажа против Англија дека може да биде убедлива и во двата правци. Многу нешта во Аргентина ќе зависат од Меси. Впрочем, Меси беше асистент на двата голови против Англија. Го немаше нигде цел надпревар, играше добро 10 минути и за тие 10 минути додели две асистенции. Ајде се вратиме малце на Шпанија. Има само еден примен гол за време на целиот мундијал, и тоа против Белгија. Дали ќе примат гол против Аргентина? Би требало да примат барем еден гол, ама тоа не знам дали ќе биде доволно Аргентина да го освои шампионатот. Само една информација, на минатиот меч помеѓу двете репрезентации во 2018 година Шпанија славеше 6-1. Нема да биде така сега сигурно, ама очекувам победа на шпанците. Дечки, следете ги последните два надпревари на светското првенство и поддржете нас со ставање на subscribe на YouTube каналот Кладење.мк. Тука се одјавуваме, но ќе продолжиме со видеата и понатаму. Завршува светското првенство, но не завршува фудбалот. Се гледаме. Чао!